Преку работилница за механизмите на финансиската поддршка на Европската Унија, денес во Тетово представници на локалната власт, граѓански организации, асоциации, земјоделци и бизнисмени се запознаа со актуелните можности за финансирање на локално ниво. Во земјава од европски фондови моментално се финансираат над 400 проекти. This is a great day because we have been here. Ние имавме можност денес тука да работиме со вас на заедничка работилница со луѓе кои што се представници и од општините, од граѓанскиот сектор, од бизнис секторот, како и од земјоделскиот сектор, да продискутираме малку за европските фондови. Во моментот се одвиваат над 400 проекти кои што се покриени со европски фондови, од кои што 40% се за општините, додека 6% за граѓанскиот сектор. А ова е од причина што ние сакаме, нели, при пристапувањето кон семејството на европските земји, да овозможиме еднаков пристап и еднаков стандард за сите во целата земја. Ова е работилница во серија од 10 претходни работилници, кои што ние планираме да продолжат и во иднина и понатака, затоа што на ваков начин ние дознаваме кои се реалните потреби на вас како население, а и да ви презентираме на каков начин може да стигнете до тие средства. Имавме денес многу жива дискусија и одлична презентација. Самите ние научивме многу за вашите потреби, се надеваме дека и вие исто така научивте многу. Во изминатиот период европските фондови не беа доволно искористени, но состојбата се подобрува, вели раководителот за соработка при делегацијата на Европската Унија. Let's be precise. In the past years there has been Добро, значи вака да бидеме реални. Во изминатиот период имавме ситуација во која што проектите не беа доволно добро имплементирани и не сите од средствата беа целосно искористени. Не можам да кажам дека состојбите се многу подобрени, но сепак има подобрување од тоа што беше. На денешната работилница учесниците имаа можност да научат како да развијат проект или идеја и да ги дознаат потребните детали за аплицирање за финансиска поддршка од Европската Унија. Голем пожар избувна денес во Тетовско Егуновце. За среќа во него нема повредени лица. Во пожарот кој избувнал околу 12 часот и 20 минути биле зафатени 3 објекти, од кои 2 куќи и 1 помошен објект. Со брза интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, со 3 противпожарни возила и 10 пожарникари спасители, пожарот е ставен под контрола и локализиран. Но како мерка на предпазливост, во случај да не се разгори повторно, едно противпожарно возило е на лице место. Во пожарот е направена само материјална штета. На заедничкиот прес, републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски, обвинителката Вилма Русковска соопштија дека Никола Груевски, Трајко Велјановски, Спиро Ристовски, Милијана Киески и Никола Бошковски и екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски се осомничени за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Според обвинителката Вилма Ристовска, доколку вратите не биле отворени на 27 април, немало да се случи крвавиот настан. Според неа исто така, законот за амнестија кој беше донесен за дел од обвинетите за 27 април не би требало да биде пречка во постапката која се води против организаторите на упадот. Тоа дека заедно со уште 20 обвинети, само осомничени во предметов, ви кажав, ја ставиле на располагање целата партиска структура и материјални средства, дека за цело време течела координација помеѓу нив и градските, местните, општинските комитети и изборните единици, каде се давале насоки и повикувало членството на масовни протести, а исто така и критичниот ден за влегување, масовност и влегување внатре во собранието.
Обвинителството се уште нема официјални податоци за тоа кој е одговорен за трагичната несреќа кај Ласкарце, во која загинаа 15 лица, рече денеска јавниот обвинител Љубомир Јовевски. Ке обвинителството имаше неколку соопштенија во однос на сообраќајната незгода и трагедијата во Ласкарци. Преземени се повеќе мерки, во моментов се вршат вештачења во телот на тој предмет и откога обвинителството ќе ги обезбеди овие докази, а во исто време, како што беше соопштено, веќе се публикуваат и сведоци во делот на незгодата, ќе може по-конкретно да соопшти во делот на причините на незгодата, евентуалната кривична одговорност на сторителот или сторителите на кривичното дело. Во овој момент се уште не може, обвинителството нема такви податоци да излезе со тоа кој ја има одговорноста во врска со конкретната сообраќајна незгода. Дел од материјалите што ги побара обвинителството се обезбедени од превозникот Дурмотур, дел треба дополнително да се обезбедат. Возачот на возилото е еднаш сослушан, меѓутоа тоа не значи дека не може и повторно да биде сослушан доколку се укаже потреба на тоа. Пријавите од МВР исто така и целиот тој настан во делот на говор на омраза, обвинителството активно го следи и постапува. Приведени неколку лица поради поседување дрога. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 14 часот и 30 минути во тетовското село Боговиње запреле патничко моторно возило Opel Corsa со гостиварски регистерски таблици, што го управувал 22 годишникот Добридол, а во кое се наоѓале и двајца жители на селото Градец на возраст од 26 и 28 години. При преглед кај нив пронајдени се марихуана и ризла. Тројцата од возилото лишени се од слобода и задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Од слобода е лишен и 40 годишен гостиварец вчера вечер околу 21 часот и 45 минути во гостиварска Долна Бањица, кај кого е пронајдена марихуана и поради сомнение за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, задржан е во полициската станица Гостивар. Вчера вечер околу 22 часот на регионалниот пат Маврово-Дебар, полициски службеници запреле патничко возило Volkswagen Шаран со албански регистерски ознаки, управувано од 45 годишен државјанин на Република Албанија. При преглед во возилото била забележана торба во која имало предмети во различни форми, најверојатно од бакар. Тој не поседувал никаков документ за предметите и изјавил дека истиот ден околу 18 часот предметите му ги дало некое лице пред граничниот премине в зони во Грција со намера да ги однесе во неговиот дом во Албанија. Лицето било приведено и спроведено во полициската станица Гостивар за понатамошна постапка. Во полицискиот билтен на СВР Тетово информација за пожар во куќата на 35 годишен жител на гостиварското село Добридол. Пожарот е пријавен вчера околу 10 часот и 30 минути. Огнот најпрво пламнал во каминот во кујната, пошто се проширил наоколу. Опожарени се врати, прозорци, покуќнина и друго. Нема повредени лица и за кусо време пожарот е локализиран. Извршени увити се работи на утврдување на причината за пожарот, околностите во кои избувнал и друго. Со засилен интензитет продолжуваат и оваа недела континуираните активности што ги презема секторот за внатрешни работи Тетово за поголема безбедност во сообраќајот. Вчера од 7 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути на поширокото гостиварско подрачје спроведена е уште една контрола на техничката исправност на возилата кои вршат јавен превоз на патници. Од вкупно 4 возила кои биле испратени на дополнителен преглед, кај 2 откриена е неисправност на уредите за запирање,
односно со пирачките. Технички неисправните возила веднаш се исклучени од сообраќај и изготвени им се прекршочни платни налози согласно Законот за возила, кој предвидува парична глоба од 400 евра во денарска противредност и поведување прекршочна постапка доколку станува збор за правно лице. На гостиварското подрачје исто така откриени се 11 пречекорувања на брзината, од кои 3 за 50 до 70 км на час повеќе од дозволената, а 8 за 30 до 50 км на час. Бројот на возачите кои вчера ја пречекориле брзината на поширокото Тетовско подрачје пак изнесувал 31, додека тројца возачи ги управувале возилата без положен возачки испит, а двајца поминале на црвена. На македонската политичка сцена неодамна и се придружи нова партија под името Демократи. Зад иницијативата за нејзино формирање стои познатиот каратист Јорго Огненовски, кој 30 години живеел во Америка, кој во интервју за телевизија КИС вели дека се враќа во земјава за преку партијата да направи добро за својата земја, да се уништи политичкиот и стопанскиот криминал, митото и корупцијата. Јас кога дојдов прв пат тука, после известно време во Америка, против земјата пропаѓа се повеќе, поготово после осамостојување на Република Македонија. Јас заминав во 1987, така да ние како независна држава 91, гледав пропаѓање на нашата земја. Гледав како овој наш народ страда и за жал, како што реков, не може да се прави споредба, бидејќи Америка е нешто скоро совршено како земја, со демократија, функционира системот. Таму политичарите се разбира се борат за доброто на народот, во споредба кај нас се борат за свое лично добро. Нема споредба стварно. Ние пропаѓаме секојдневно, додека Америка оди напред. Кога дојдовте тука, ја видовте вистинската слика за Македонија, како што во претходниот разговор ми рековте? Па јас кажувам често малце смешно и жалосно фактички, кога дојдов тука и како се одвиваат работите, како атомска бомба да има паднато. Значи, кај да погледнете се е уништено. Од инфраструктура, погледнете ги нашите градови. Пример ќе земиме сите градови, ама во Тетово сме моментално. Па Тетово не изгледа на град, има прекрасни луѓе. Граѓаните се прекрасни, но некој му креирал, значи Тетово е депонија. Кај да погледнете ѓубриште искршено, излупано. Да не зборувам од економска гледна точка, фабрики затворено, а мала група на луѓе во Тетово и воопшто во Македонија се богатат на сметка на осиромашување на македонските граѓани, на граѓаните на Македонија и Тетово. Страшна работа. И токму беше ова причината што решивте да почнете да се занимавате со политика, или пак може претходно сте имале некоја идеја, замисла, или пак некое политичко искуство, за да формирате партии да го правите тоа што го правите? Видите, идејата е една единствена, да се поможи на народот, на граѓаните на Македонија, да се поможи на Македонија, да се престане со уништувањето, да се спречи уништувањето на нашата држава, на економијата, здравството, образование и многу други гранки, поготово да се спречи, значи, народот наш пати и тоа само за една мала група, дали ги има 1% да живеат како цареви, а ние да живееме како сиромашни луѓе кои што ќе му бидиме подчинети и се разбира не чуваат во робство модерно. Јас што го викам, робство модерно значи нешто што усуцени преку вработување, усуцени дека ќе ви се случи нешто, а многу е лесно некој да го контролираш и да го владееш ако го сиромашиш. И тоа ме мотивираше да формирам политичка партија. Целосното интервју со Огненовски ќе го емитуваме по завршувањето на регионалните вести. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите се движеа во интервал од -2 до 14 степени Целзиусови.
Утре не очекува променливо облачно време со локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Ќе дува умерен северен ветер, кој во текот на ноќта ќе се засили. Температурите ќе се движат во интервал од -2 до 8 степени Целзиусови.